Здраво, добровдојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за крос презентирање, но пред тоа правим накратко само да го повториме ендогениот и екзогениот начин на антигенско процесирање. Кај ендогениот, значи имавме ендоген протеин, кој да поминува низ протеозом, се добиваа пептиди, поминува низ стап протеин, се прикачуваат други протеини на него, ќе се прикачаа нели пептидите и понатаму нели тој си заминуваше од клетка, поминуваше низ голџевиот апарат и на крај се експресираше на површината клетка. Додека екзогениот имавме добро создавање на класа 2 МХЦ молекула, кој имаше таков инваријантен, односно синџир кој всушност го затвара клефт регионот со цел да не се спои со овие пептиди, така бидејќи се наоѓаат сепак во ендозомот, во ендоплазматичниот ретикул, и понатаму тој си продолжува и се сретнува со некои екзогени антигени кои биле внесени и преработени на пептиди и понатаму имаме експресија. Сега, интересна работа е што во дендридичните клетки може да се случи една ситуација, значи се случува најчесто кај, сега дека ќе видиме ситуацијата, се случува кај дендридични клетки, D cells, односно dendritic cells. Каде што, видите што може да се случи. Од кога ќе се внесат екзогените антигени, тие може да бидат преработени, но не мора да се спојат овдека. Така, значи не мора да се спојат со МХЦ молекулата. Тие може да се спојат со ендоплазматичниот ретикулум. И во тој случај тие пептиди ќе завршат во ендоплазматичниот ретикулум и ќе се прикачат на МХЦ класа 1 молекула. Односно што ќе добиеме? Ќе добиеме класа 1 МХЦ кои на нивната површина, сега дека доле ќе врежам со протокална боја, ќе имаат екзоген протеин. Сега, механизмите за се ова како се случува не се комплетно разбрани, но од прилика се разбира зошто ова е битно. Да речеме дека имаме некоја си обична нуклеирана клетка, така значи некоја си обична нуклеирана клетка, и таа изрази МХЦ класа 1 на која има некој вирусен пептид, така и таа која ќе биде сретната од страна на TCD8, односно на цитотоксик T-cell, така тоа ќе биде препознаено и оваа клетка ќе биде убиена. Но ова нема да предизвика диференцијација на Т, односно нема да предизвика пролиферација на Т клетки. Така нема да почнат да се создаваат повеќе Т клетки. Зошто? Бидејќи едноставно нема костимулаторни протеини овдека на обичната некоја си, ова е некоја си обична клетка. Додека кај дендритичните клетки, така ај ќе направиме дека страна, дендритичните клетки постојано имаат експресираат и класа 1 и класа 2. Така значи они имаат и класа 1 и имаат и класа 2, ќе пречам со виолетова боја. Но не се толку често заразени од вируси. Така него во околната средина имаш некоја клетка која е заразена со вирус. Сега, дендритичната клетка може да ги внесе овие антигени, така или пак да фагоцитира целата таа клетка, односно внесе антигени од вируси, така, и кој ќе внесе овие антигени од вируси, да, нормално може да ги презентира и на МХЦ класа 2, така, нели преку самиот екзоген процес на процесирање на антигени. Но, зошто воопшто тогаш да ги презентира и на класа 1? Зошто воопшто да го прави ова крос презентирање? Па се смета дека ако ги презентира само на класа 2, класа 2 ќе се сретне само со T helper cell. Така, а T helper cell не убива. T helper cell едноставно ги информира Б клетките дека има проблем. Така, има и други функции, сега нема да навлегуваме, но T helper cell информира други клетки и она ќе почне исто така да се дели, бидејќи овдека има исто и костимулаторни протеини. Но нема да имаме делење на T цитотоксик цел. И затоа го зима овој антиген и го процесира, односно прави крос презентинг со цел да може да го презентира на класа 1 МХЦ молекула. Бидејќи го внела надвор. Така, не е дека самата дендритична клетка е заболена од вирус. Значи дендритичната клетка не е заболена од вирус, ама со оваа крос презентација може да презентира антигени од вирус. И сега ова ќе биде препознаено од страна на Т цитотоксик цел, така односно TCD8. И сега, бидејќи дендритичната клетка има костимулаторни протеини, Т цитотоксик цел ќе се активира и ќе почне всушност да се дели. Така. Сега, ова може и да биде опасно. Зошто? Бидејќи Т цитотоксик цел може да ја убие дендритичната клетка, сметајќи дека и она е заразена со вирус. Така, значи како Т цитотоксик ќе знае дека оваа само презентира
али самата не е заразена. Така, зашто те цитотоксик сел не препознава он дали ова е дендритична клетка или некоја си друга клетка. Така, он гледа, има вирусен пептид, уништија клетката. Тоа си го вика, добро, нормално на водници, тоа си го вика. Зошто тогаш дендритичните клетки го прифаќаат тој ризик да презентираат вирусни пептиди, односно да ризикуваат да бидат уништени иако не се заболени. Ова е било многу мистерија, но после некое време, иако не се уште разјаснени механизмите, сватиле дека овие дендритични клетки можат да имаат лиценца у наводници, значи лиценца која им дава дозвола да смеат да презентираат вакви вирусни протеини, али да не бидат уништени. Така, значи те цитотоксик сел им вика, добро, ти презентирај си ги вирусни пептиди, ама ти си одобрен од страна на T helper cell, зашто T helper cell ја дава оваа лиценца, и вика, добро, ти презентирај си ги тие пептиди, ама тебе не те убивам. Океј, е така, ова нормално го правам ко приказка, ама не се сосема разјаснени механизмите, но тоа се смета дека се случува. И сега дека имаме на слика, каде што, ајде како ќе зумираме да видиме поубаво, имаме една дендритична клетка, која нормално си внесува некои си екзогени, антигени, така и тие ќе ги активираат T helper cell, односно CD4 клетките. И добро, тоа си е нормална интеракција. Но, ако сега ги внесе овие екзогени антигени и ги преработи преку тој crossover pathway, односно cross presenting, ако ги преработи на тој начин, ќе може да ги прикачи на класа 1 на МХЦ и сега ќе може да биде сретнато од CD8. Сега, овдека овие патишта што ги гледаме преку интерлеукин 2 и овдека овој внатрешниот пат што го гледате, така, и кажува на Т клетката, Т цитотоксик, и вика, оваа дендритична клетка не е заболена. Она презентира антигени од некоја си друга клетка. Не ја убивај. Така, и Т цитотоксик сел ќе биде добро, не ја убивам нејзе. Ќе оставам да живее, ја ќе си терам натаму мојата работа. Значи тоа е онакако приказка кажано, бидејќи се уште не е убаво разјаснето што всушност се случува, но значи постои таа способност. И ова најизразена кај дендритичните клетки. Значи има и некои други клетки што може тоа го прават, но окей. Ево, дека имаме дека се имаат лиценца, така, значи T helper cell даваат лиценца за dendritic cells да крос презентираат, а да не бидат всушност уништени. И тоа беше главното за крос презентинг. Дека имаме една слика која видовме некаде си го првите видео, односно онака како подсетување дека макрофагите кои ќе бидат поврзани со CD4 Т клетка, односно T helper cell, тие се активираат на таков начин, односно T helper cell ги активира да ја зголеми нејната фагоцитна способност. Ако Б клетките се активирани од страна на Т клетките, така ако се активирани преку цитокини, они ќе се диференцираат во плазма и во мемориска клетка, односно ќе почне плазма клетки да секретираат антитела, а додека некоја клетка е со Т цитотоксик сел, така односно CD8, во тој случај таа ќе биде убиена. И уште само ќе спомнеме за нешто за имуногеност, односно колку една индивидуа ќе биде имуносензитивна на одреден антиген, зависи од тоа колку силно, каков е афинитетот на антигенот за клефт регионот на МХЦ молекулата. Така, значи, што има поголем афинитет, односно авидитет треба да речеме, да се врза повеќе места, што има поголем авидитет, нели колку е всушност афинитетот за сите врзни места, толку ќе биде поголема, толку ќе биде посилен имунолошкиот одговор на тој антиген. Така, а колку ќе биде афинитетот, односно авидитетот на овој антиген за МХЦ молекулата, зависи од тоа каде се местата за прикачување, каде се anchor points. Така, каде се местата за прикачување, а тие се детерминирани од самата генска секвенца на индивидуата. Затоа некои индивидуи ќе имаат поголем посилен имун одговор на даден антиген, некои помал. Ова го објаснив таму во некој си видео, затоа сега само нака го спомнувам. И тоа беше главно се за ова видео, се наклучив нешто ново, беше едно кратко видео и ќе се видиме во